Кога тргнавме да разговараме за оваа представа, кое време би ја сместили и дали по костим, дали по некој таймлайн, падна на тие 80-ти тој глам со тие фризури и тие костими и целата таа револуција што се случува и во Америка со влезот на кокаинот таму и на такви друштва кои што секогаш во околу себе тие некои, да речеме, брокери, бюрократи, некои си банкари и стално имаат некои си фармацевти или доктор кој што уствари ги враќа после напорен викенд. И она со мултивитамини, шумечи таблети, што све не, и ги спрема за нова работна неделја. Така и овој доктор кој што е комбинација од неколку лика, тргнувајќи од еден новинар Хантер Томпсон со тие наочари и Fear and Loathing in Las Vegas, филмот со Џони Дип и Бенисио Дел Торо и уште паре некои други работи кои што ми паднаа вклучително и целата таа линија што ја спомнате со транзицијата овдека. Наметна една таква улога со договор со режисерот, нели, да имаме еден таков луд доктор, иако на почетокот Синиша планирал докторот да биде сериозната вертикала во представата. Меѓутоа призна на крајот дека всушност бил изненаден од целиот пристап кој што сум го имал како актер кон ликот и не очекувал дека толку хумор може да излезе од еден таков лик кој што во останатите изведби е тотално занемарен лик и тргнат на маргини скоро. А овдека зема баш доста простор. Така што мислам дека тоа е само поради трудот на режисерот, мене како актер и колегите кои што заедно направивме простор за тој лик да може да живее.